Има збор пратеничката Дафина Стојановска, повелете. Благодарам. Почитувана македонска јавност, на денешната седница на дневен ред се вкупно 9 точки од областа на здравството и сите 9 се заради усогласување со Законот за прекршоци. Замислете, во ек на најголемата здравствена криза во Македонија и во светот, во ек на пандемијата од COVID-19, Венко Филипче се зафаќа со овие закони и со нивно усогласување со Законот за прекршоци. Може би ова е еден од првите капитални проекти на Венко Филипче додека е министер за здравство, а тоа е еве да ги усогласи овие 9 закони со Законот за прекршоци. Во воведот на предлогот Законот за изменување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност, чишто предлагаче владата на Република Македонија со нејзините представници Венко Филипче и Илир Хасани, стои дека Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност ги уредува системот на контролата на сите извори на јонизирачко зрачење, како и заштитата на населението и околината од изложеност или потенцијална изложеност на јонизирачко зрачење. Со донесувањето на новиот закон за прекршоците во 2019 година се наметнала потребата од ревидирање на прекршочните одредби на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност. За таа цел се предлага донесувањето на овој предлог закон. Покрај наведеното со предложениот закон се врши и допрецизирање на конкретни одредби со цел содржинско, односно нормативно-правно подобрување на одредени законски решенија, а во насока на доследна практична имплементација. И се во ова е во ред и би било во ред и до крај, доколку во Македонија не ни се случува катастрофа од невидени размери, а се заради тоа што Венко Филипче не се справува добро со корона пандемијата. Па зарем денес на граѓаните на Република Македонија им е поприоритетно да се усогласи Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност со Законот за прекршоци, или им е повеќе од поприоритетно, односно итно и алармантно, конечно Венко Филипче да им соопшти дека ќе започне со купување вакцини на населението. Бројката на заразени ни е преку 104.000, а на починати над 3.100. Се прашувам дали Филипче е свесен дека овие денешни предлог законски решенија, ама апсолутно никако нема да повлијаат на подобрувањето на состојбата со коронавирусот. Денес имаме предлог на закон за изменување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност со вкупно 8 члена. Со членот 1 во Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност се брише ставот 3 од членот 27 од постоечкиот закон. Дали ова бришење ќе ги избрише сите пропусти на Венко Филипче по однос на справувањето со корона кризата? Со членот 2 во Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност се бришат членовите 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д и 30 од постоечкиот закон. Дали бришењето на овие членови од постоечкиот закон ќе им ја ублажи болката од загубата на своите блиски, на семејствата на починатите од COVID-19? Понатаму, со членот 3 во Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност, во членот 31 став 1 од постоечкиот закон, во воведната реченица зборовите 5.000 евра во денарска противвредност се заменуваат со зборовите 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за микроправни лица, од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност за мали правни лица, од 1.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за средни правни лица и од 1.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за големи правни лица. Во ставот 2 зборовите од 3 до 5 се заменуваат со зборовите до 2 и во ставот 3 зборовите 30% од одмерената глоба за правното лице се заменуваат со зборовите 500 евра во денарска противвредност. Токму по толку или може би и многу повеќе ги чинеа закопите и сите церемонии околу транспортирањето на починатите од COVID-19
семејствата на починатите. Со мене имам фактура за наплата од погребен сервис Бутел за починат гостиварчанец во Скопје. Истата е во износ од 46.100 денари. Ова се пари кои таткото ги има платено за да си го донесе починатиот син во Гостивар. Ова се пари кои треба да му тежат на министерот Филипче. Членот 4 од предлог законот за измена на законот за заштита од јонизирачко зрачење и радиациона сигурност предвидува измена на ставовите 1, 2 и 3 од членот 32 од постоечкиот закон и исто како и во претходниот член се намалуваат казните за правните лица, а заради усогласување на овој закон со законот за прекршоци. Колку овие измени и намалени казни за правните лица имаат некакво значење за луѓето кои заради пандемијата веќе со месеци чекаат да им се закаже хируршки третман или редовна контрола за нивното хронично заболување. Одам на членот 5 од предлог законот за изменување на законот за заштита од јонизирачко зрачење и радиациона сигурност, со кој во членот 33 од постоечкиот закон зборовите 500 евра во денарска противвредност се заменуваат со зборовите 250 евра во денарска противвредност. Намалување за половина од првичниот износ за казна или за 250 евра. Се прашувам и истото јавно го споделувам со целата македонска јавност. Колку со овие намалени казни ќе можеше да се помогне на оние кои немаа пари за лекување на нивните болни блиски во приватните болници. Добар дел од нив се веќе починати, а има и такви семејства кои покрај загубата на својот близок останаа и без своите станови или куќи кои ги продадоа за лекување на нивниот близок. Дали се во ова допре до господинот Филипче и дали нешто презеде околу ова? Со членот 6 од предлог законот за изменување на законот за заштита од јонизирачко зрачење и радиациона сигурност се брише членот 2 од постоечкиот закон. Што ова пак значи за тоа што се уште имаме ново заразени и починати, а ќе имаме и во наредните денови и месеци, затоа што Филипче не снабди навреме со вакцини за COVID-19. Со членот 7 од предлог законот за изменување на законот за заштита од јонизирачко зрачење и радиациона сигурност се овластува законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на законот за заштита од јонизирачко зрачење и радиациона сигурност. И конечно, со членот 8 од предлог законот за изменување на законот за заштита од јонизирачко зрачење и радиациона сигурност, овој закон влегува на сила 8-миот ден од денот на објавување во службен весник на Република Македонија. Еве, почитувана македонска јавност, можете и сами да се уверите како Венко Филипче е силно заангажиран околу состојбата со пандемијата во Македонија и како наместо да организира набавка на вакцини, тој во Собраниево ни испраќа предлози за измена на закони и нивно усогласување со закон кој е донесен уште во 2019 година. За Венко Филипче во овие кризни состојби најбитно е да врши усогласување на здравствени закони со закон за прекршоци, а помалку битно му е што населението во Македонија на дневна основа брои жртви и новозаразени. За Венко Филипче поприоритетен е законот за заштита од јонизирачко зрачење и радиациона сигурност, од тоа да купи вакцини, да направи подготовка за вакцинација на населението и конечно да ја стави под контрола пандемијата во Македонија. За крај, ќе наведам само неколку бројки кои ја отсликуваат трагедијата и несреќата на која не успеа да и се спротивстави или барем да ја ублажи нашиот здравствен систем на чело со Венко Филипче. Имено на 1 ноември 2020 година, вкупниот број на починати од корона изнесуваше 1004 граѓани. Во тој период веќе 3 месеци беше на функција новата влада, предводена од СДСМ, со министер за здравство Венко Филипче. На 31 декември 2020 година, бројот на починати од корона изнесуваше 2500 граѓани. Значи, ние за 2 месеци сме имале скоро 1500 граѓани починати од корона, односно 750 починати месечно. А од 1 јануари до 3 март заразени се 20.805 граѓани, а починати 646. Ниту една светска војна, ниту една друга криза во регионов не однела толку многу жртви за толку кратко време. Ова е темата и фактите кои треба да се најприоритетни за Венко Филипче,
а не денешново изменување на закони заради нивно усогласување со закон кој е стапен на сила во 2019 година. Ова е жалната и болна вистина пред која Венко Филипче нема никакви оправдувања. Македонија е завиена во црно, а денес Филипче усогласува закони со законот за прекршоци. Ова за Филипче очигледно е најприоритетно. Ви благодарам на вниманието.